Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечера моја гостинка да биде заменик министерката во Министерството за европски прашања Викторија Трајков. Добре дојде. Добар вечер, благодарам на поканата. Една недела, Викторија, по обелоденувањето на оној извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, откако работите стана појасни, реално каков извештај, еве од прва рака, да кажеме, доби Македонија? Извештајот кој што го добивме од Европската комисија навистина е едно признание за посветеноста на македонските институции во се она кое што нас не е зацртано дека треба да го сработиме. И добро е што еве така имаме да речеме еден пресек годишен или полугодишен на кој што ни укажува каде повеќе треба да обрнеме внимание. Во овој случај Европската комисија кажува дека нема назадување во областите и тоа е охрабрување за нас да продолжиме натаму, но исто така и признание дека ние добро си ја работиме работата, што значи дека сите оние реформи кои што сме ги зацртале, полека успеваме да ги сработиме, така што и понатаму остануваме посветени на се она кое што се нарекува реформа, дали тоа ќе биде во правосудството, дигитализацијата, животна средина, енергетиката, значи сите оние области кои што се зафатени по план и програма дека треба да ги сработиме. Реално гледано имаше и многу позитивни оценки за одредени сектори, како што е царината, како што е катастарот. Каде беа најдобитните комбинации, односно највисоките оценки? Да. Позитивно е оценета усогласеноста со европското законодавство во повеќе области. Тоа се дигитализацијата, енергетиката, како што кажавте, царинската управа, работата на катастарот и така натаму. Во некои има стагнација, нема уназадување, има стагнација, што значи дека таму повеќе ќе треба да се посвети внимание во наредниот период. Но она што е навистина добро е дека тоа е еден добар патоказ за каде ние треба да се движиме и на што повеќе да дадеме акцент во наредниот период. Но еве јас како заменик министер за европски прашања можам да упорно, односно одговорно да тврдам дека институциите навистина посветено си ја работат работата. Било тоа не знам, било која област која што е зафатена и секако и македонската влада која што е навистина посветена да може да сработи се она кое што нас ни го сугерира Европската комисија. Во секој случај, особено се радувам што ни е подобрена позицијата во разговорите со граѓанскиот сектор, нешто за кое што уназад години бевме навистина критикувани, но оваа влада е доволно отворена и транспарентна и за граѓанскиот сектор, но и за сите оние кои што сакаат транспарентно и отчетно да видат што работи македонската влада, така што тоа е нотирано навистина со една добра оценка во овој извештај и овие резултати, односно она што го добиваме како да речеме тој европски извештај, ја позиционираат Македонија како кредибилен партнер во регионот и нешто за кое што навистина сме посветени да го добиваме во наредните извештаи. Дали сме задоволни, дали можело повеќе, дали може повеќе, секако, за тоа работиме и секојдневно се трудиме да бидеме една од најдобрите држави во регионот кој што доследно ќе си ја сработи својата работа. Лично, што мислите, кои се најлошите оценки, каде највише треба да се работи според сугерирањето на извештајот? Тоа го кажа и нашите граѓани со правосудството е најголемиот проблем. Го кажа и нашите граѓани со таа доверба од 2% во правосудството и мислам дека тука во периодов кој што следува ние посветено ќе работиме на тие реформи. Всушност тоа е еден од фокусите во таа реформска агенда која што треба да ја сработиме до 2027 година. Како лидери во регионот со една од најдобрите реформски агенди, навистина имаме добар план и визија како сето тоа да го направиме и мислам дека полека ќе успееме, но она што е многу важно е дека реформите треба да ги првенствено да ги почувствуваат нашите граѓани. Тоа е фокусот на македонската влада, затоа што ние тука живееме секоја македонска реалност. Има доста и на други, да речам, освен правосудството и тој корумпиран систем кој што го наследивме од претходната влада. Корупцијата е исто така еден од деловите за кои што ни е забележано. Секојдневно гледаме дека и со тоа се бориме, така што мислам дека тука нема да има привилегирани, како што и покажуваме секојдневно и сметам дека навистина фокусирано работиме на тие две области кои што навистина ни беа нешто со кое што имавме голем минус, не само пред меѓународната заедница, туку и пред македонските граѓани. Искрено мислиш дека има чаре за правосудството, бидејќи гледано и од страна и од внатре,
во катастрофална ситуација сме со оној каков што е судски совет, со оној совет на јавни обвинители, со оној државен јавен обвинител кој што ги гледаме, знаеме кој ги постави, знаеме зошто ги постави и се. Има спас за Македонија на ова поле? Спас за Македонија има ако сите здружено сакаме да ја спасиме Македонија. Не може само еден, двајца, тројца и не знам и цела влада да се собери ако тоа немаме поддршка првенствено од граѓаните да го направиме и секако да се направат реформи во судскиот систем. Нема да успееме, но јас сум оптимист на таа релација затоа што сметам дека навистина има и квалитетни и честни кадри кои што се дел од македонското судство, кои што не може да дојдат до израз од сите овие претходно поставени заради овие или оние цели кои што ги имаше претходната влада, но сметам дека ако барем нема можеби тоа преку ноќ да се случи дека ние не знам имаме магично стапче и сите овие години уништувано судство можеме да го направиме, барем да го подкрениме процентот на доверба на граѓаните кон судскиот систем, а тоа ќе се покажи само ако не ги фаќа стомачен вирус пред да треба да судиите да одлучат, односно да донесат одлука за одредени предмети и да не се чуваат точно сите предмети во фиока. Има доста забелешки за судскиот систем. Тоа се провлекува низ години, што значи не е само во овој извештај. Искрено се надевам дека сите ќе застаниме во одбрана на сопствената држава, затоа што пак ќе кажам ние го живееме во македонско секојдневие и во тоа секојдневие се и нашите деца, ќе бидат и нашите внуци, така што мора една за секогаш да пресечеме и да кажеме дека сите заедно здружено ќе помогнеме на Македонија. Овој технички извештај, бидејќи тоа се оценки технички за случувањата во Македонија, како и секогаш, впрочем беше ставен низ една политичка призма, овој пат од македонската опозиција, се појавија под тепих, ко печурки под дожд, да не речам, нели ги извадија оние вечни експерти, не Тито Беличане, сите напишаа нешто, се појавија и сите фатија одреден сектор по кој што нели кудија и слично, и искрено кажано и ден денес трае една недела, не верувам дека ќе престанат, познавајќи ги какви се, кај нив повторувањето е мајка на знаењето, малку поинаку и чудно сватено, но еве, дали е ова најлошиот извештај за Македонија во историјата? Не би рекла дека е најлош извештај, не би рекла дека ние сме најлоши, иако некои еврокомесари го потенцираат тоа како најлошо, не е така. Реалноста вели друго, има и други земји кои што се многу полоши од нас, така што градацијата во оценките постои, кој сака може да ја види. На крајот на денот извештајот е јавно достапен податок кој што може секој да го прочита, ако има време од прилика некаде 100 и нешто страни, така што може да сам да оцени, но кога сме веќе кај тие фамозни пера кои што се појавуваат, да добра е констатацијата дека секако печорки после дожд, сметам дека тоа се само едни да речам платеници кои што еве се појавуваат по потреба, но повторно ќе апелирам дека сето ова кој што се случува нас како држава не ни помага во таа европска агенда. Всушност не треба подгревање на страстите, туку треба да седнеме сите заеднички да сработиме, затоа што пак ќе кажам, системот не се единки, системот е колективна работа, така што ќе мораме да ја оправаме сите заедно целата работа и впрочем сите тие негативни текстови сакајки да се владата, да се критикува владата, не помагаат во европската агенда која што ние сакаме да ја одржиме жива и се голем непријател на евроскептицизмот. Така што се надевам дека сето тоа ќе запре еден ден и еве апелирам јавно ако може сите тие забелешки да ги достава до надлежните институции, до нашето Министерство за европски прашања, па ајде може еве има да речам одредени години кои што можеа да го направат тоа, но можеби сега се сетиле дека еве позитивно може да сработат нешто, па може да достават и кај нас, затоа што навистина има и луѓе во самото министерство кои што повеќе од 20 години ја работат тематиката и знаат точно на што може да и треба да се фокусираат. Како гледаш на оној хроничен недостиг кај нив на чувство национално, патриотско за државата, но на постојано сипување на песок во сојузничката, во македонската осовина, она што го зборуваат и што го прават, го покажува не единството во Македонија, на кој што нели работи ќаруваат оние сите одстрана кои што не ни сакаат добра, за жал ги има и такви. Дури ми наличија на момент така ми наликува на една Нобеловка откако ја доби рече бомбардирајте не и моја нели посвети на Трамп, не се работата беше премногу јасна уште од самиот почеток, мала дигресија, но мислам дека споредбата е соодветна на овие наши нели
одроди, не би ги рекол, тоа може би и комплимент, но како гледаш на тој недостиг кај нив, на чувство, дека и одмагаш на собствената земја. Постојано и постојано и постојано, ставајќи се на страната на другите, никогаш на страната на Македонија, на македонскиот народ. Искрено се чудам на еве тоа недостиг да. на чувство спрема сопствената држава. Јас не мора да значи дека некој треба тоа јавно да го каже. Всушност љубовта кон татковината се покажува и во секојдневието, во работата, во однесувањето према комшиите, према институциите и така натаму, но што може да се очекува од луѓе кои што ги гледавме јавно дека уништуваат институции, уништуваат државен имот, не знам, се во коруптивни скандали и така натаму, така што не очекувам дека нешто ќе се случи драстично или ќе се промени нивниот мајндсет, но она што го очекуваме дека помладите генерации кои што по реформирана партија опозицијска ќе разберат дека Македонија е единствено место за живење и тоа е наша единствена татковина, така што веројатно ќе имаат повеќе чувство дека заедно треба да се здружиме и да ги сработуваме работите во позитивна насока. Како кариерен дипломат навистина се чудам затоа што секогаш кога сум одела по светот и сум учествувала на разни и обуки, семинари и слично, обично жолчна е расправијата кога ќе биде темата твојата држава, но тоа не се случувало и не било пракса во минатото. Видовме многу такви примери, всушност се ставија потписи на само уништување на државата, така што од оваа генерација на опозициони политичари не очекувам ништо подруго. Она недостигот на чувството дека си дома, што е дома, она на Горан Стефановски, дома е она му каде што те боли, дома е она му каде што те сакаат, но и она му каде што те мразат, нели? Мислам дека не достига тоа. Никој не се фати, меѓу другото, Викторија, за еден момент извештајот излезе неполни 5 дена пред македонската прослава во наводници ќе ставам на 20 годишнината од добивањето на кандидатскиот статус. Тоа се случи вчера. Точно. Прославивме во наводници 20 години кандидати сме, европски рекордери, секоја ни чест, но не им текна на овие нели што ги пишуваат тие сплачени повраќаници дека 20 години чекаме во тој нели европски ходник, постојано блокирани од едни па други, кај да е сигурно и трети ќе се најдат. 20 години чекам. Па да, јас од прилика некаде имав 18 години кога тоа се случи, бев средношколка, но како и да е, сите пораставме со нашиот кандидатски статус и веројатно потполно ги разбирам граѓаните кои што се фрустрирани во тој поглед зошто се уште не сме дел од европското семејство, но од друга страна разбирам дека еве се направија одредени спорови кои што не требаше да се направат, но едно не ми е јасно како сето тоа може да се критикува, а да не се работи за позитивата во позитивна насока да тргне државата. Друго сакав да кажам, ние прославивме точно 20 години, ако може да се прослави тоа нели кандидатски статус. Навистина не гледам дека ние не сме си ја сработиле работата, напротив, не оваа влада, туку и веројатно претходно било такво како што било посветено да се работи на таа агенда, но билатерализација на самиот процес е проблемот кој што ние го имаме и тоа ни е јасно кажано, но пак ќе кажам, нашите црвени линии повторно ги во секоја можна прилика ги повторува и премиерот Мицковски, така што немам што да додам во тој домен, ние остануваме на тој став. Навистина сакаме да работиме, сме за добрососедски односи, навистина да се фокусираме на работи кои што пред се се регионална економија, регионален пазар кој што е многу важен за сите нас, не само за Македонија, туку и за земјите од регионот. Мислам дека овие историски теми треба да ги оставиме на науката, на историјата и така натаму, но знаете за тоа е двонасочна улица, за кавга треба двајца, така што мислам дека еве можеби ќе се вразумиме од конечно како европјани да седнеме и да разговараме. Не би сакала да биде историјата и историските факти тема во 21 век, затоа што луѓето веќе многу подалеку одат во светот, се посветуваат на многу други работи и навистина овој евроскептицизам кој што полека расте, не би сакале да го стопираме, затоа што наша стратешка цел не само како на македонската влада, туку и претходно, односно и на ВМРО ДПМН како државнотворна партија беа две цели, тоа се влез во НАТО и влез во Европската унија. НАТО сме веќе членки, Европската унија ни останува наша стратешка цел, така што мислам дека еве ќе треба здружено да почнеме да работиме на тоа. Токму овие
20 години во ходникот и се што ни се случи, особено минатите години, кога некој се дрзна да чепне и во светоста на името и да го смени за да ни вети, нели, така беше и формулирано на безобразно референдумско прашање дали сте за влез во ЕУ и НАТО со промена на уставното име, немаше нити С од она што го наметнаа, но тие 20 години придонесоа за нешто што го спомна ти, се вика евроскептицизам. Невиден размер досега, бидејќи токму убаво кажат и младите генерации, но и постарите не пијат веќе нафта, гледаат што се случува, особено младите со пристапот на информациите. Имаше едно истражување минатата недела, исто така излезе, тоа е од проектот Справување со младинскиот евроскептицизам на Западниот Балкан, случајот Македонија. Во него се вели дека најголемиот број млади луѓе, 47%, мислат дека никогаш нема да влеземе во Европската Унија. 37% мислат дека не е когаш, ама далеку тоа ќе биде, зборувам за децении, после децении можеби и ќе влеземе, а само околу 7% веруваат дека ќе влеземе во следните 5 години. Тоа не е добро. Тоа е алармантно. Да, тоа е алармантно и бројките се алармантни и сметам дека не е добро затоа што пак ќе кажам, ние сме дел од Европа и сме дел од Западен Балкан и некако природно е сите околу нас, ако се веќе членки или претендираат да бидат членки на Европска унија, да бидеме и ние. Впрочем, ние навистина посветено го работиме целиот процес за да бидеме како домашна задача дел од Европската унија и процесот мора да биде и транспарентен и инклузивен со диалог меѓу сите политички чинители и сметам дека пак ја кажам ќе се вразумиме и ќе се најде некое решение кој што треба да се најде, но она што загрижува се токму овие проценти, особено кај младите луѓе. Јас како и универзитетски професор често се дружам со студентите и истото мислење е дека не, ние или нема да влеземе во Европска унија никогаш, или па дел од нив сметаат дека па што ќе ние Европска унија и така натаму. Ги убедувам дека не е добро да не сме дел од Европската унија, баш напротив, ние треба да сме дел од Европската унија и затоа на закон тоа се стремиме, но нашата цел не е формално исполнување на само барањето, туку реалноста да ја видиме дека е навистина исполнета. Така што верувам дека одговорниот пристап ќе го отвори патот кон напредок и во пристапниот процес и дека конечно ќе дочекаме еве во таа фамозна 27 да бидеме дел од Европската унија. Во меѓувремето дека тоа не се случува, ќе си ја носиме Европската унија дома и ќе работиме на реформите. Да, ние не за џабе прифативме и веќе исполнуваме реформската агенда, која што знаете, многу пати зборувавме до сега за незе, во период 24-27, сите институции посветено работат на реформите, имаме напредок, пофалени сме, всушност и добивме 2 транши како одговор на тоа што сме го сработиле. Очекуваме да добиеме и натаму, така што чекор по чекор ние си ја завршуваме работата. Добро е што сите институции издружено и министрите, и замениците, и сите оние експерти и советници кои што работат по институциите навистина сака да успее реформската агенда како еден, да речам, внатрешен проект и секако тоа е една домашна задача која што ни е одговорност на сите нас. Без разлика дали тоа си во влада или надвор во друга и некоја институција и сметам дека е добро концепирана и добро се истаргетирани сите пилари кои што се внатре, тоа се теми или области кои што треба да се обрне внимание и ако сето тоа ние барем успееме до повеќе од половина да го реализираме, тоа ќе биде голем успех за државата, но пак ќе кажам, за сето тоа да успее, мораме да бидеме сите здружени и здружено да ја сработиме реформската агенда. Ако коза лаже, врок не лаже, велат, нели, србите. Реално, она што го спомена со 2 транши, тогаш беше и назначено, потенцирано дека ги добиваме заради успехот во реформите, така што нели порака до опозицијата и до граѓаните сепак се работи на реформите, а подобар знак од давањето на пари и на транши со назнака дека еве ова е заради сработените реформи. Мислам дека граѓаните веќе се свесни дека македонската влада оди во правилна насока. Всушност тоа го покажа и последните локални избори и резултатот кој што го има ВМРО-ДПМН и коалицијата на овие локални избори. Сметам дека граѓаните навистина веќе не се можат да видат, да го видат бенефитот, не само од тоа што се случува, но и исто така од реформите и секојдневното менување на македонското секојдневие на кој што претходно беа навистина апатични, не
незаинтересирани и така натаму, но македонскиот народ не е наивен народ, напротив е многу паметен народ, така што добро знае да оцени и да казни истовремено ако некого нели добро или лошо си ја сработува работата. Сметам дека довербата која што ја добија градоначалниците на ВМРО ДПМН после толку време, толку многу општини, навистина е голема и одговорност за нас како македонска влада, затоа што секако таа доверба ние треба да ја оправдаме, но тоа оправдавање може да се направи само преку работа. Постојаните градоначалници кои што добија втора шанса, втор мандат, до сега покажаа дека може честно и транспарентно да си ја сработат работата, така продолжуваат со истото темпо. На новите им посакувам да ги следат старо новите градоначалници и сметам дека полека од микрониво, да речам, од помали општини кон поголеми и така натаму, па и на централно ниво, еве веќе и Скопје ќе може да покажеме една друга слика дека сепак во Македонија има работници кои што си ја сакаат државата. Како власт, еве токму и твојот сектор нели на евроинтеграциите, на европските прашања, бара опозиција која што треба да биде коректив, која што ќе ве критикува, но правилно ќе ве насочува кон работите, не бара опозиција која што изнесува лаги и онака Монти Пајтоновски, еве ден денес тие тврдат дека се победници, верувале или не, се уште тврдат дека се победници на локалните избори според бројките кои што ги вадат. Ви треба конструктивна опозиција, така? Апсолутно, во секој со оваква опозиција, во секое демократско општество треба опозиција, тоа е добар коректив кој што би било добар коректив на власта. Во она што се случува во моменталната опозиција, јас не би сакала да навлагам кои се причините, добро познати се сите на јавноста. Не би сакала и да дополнително да навлегувам во тие политички игри и препукувања преку медиуми. Мислам дека доволно се свесни дека реформата во сопствената партија е нешто за кое што треба да поработат во периодот. Всушност граѓаните покажаа стопне на таква политика, ни дадоа доверба нас и мислам дека ние точно и прецизно сега треба да си ја сработиме работата за граѓаните да видат дека навистина може на еден чесен начин да се сработи и сите оние работи за кои што имаа забелешки претходно да се коригираат. Победници, губитници и така натаму имавме можност по социјалните медиуми да ги видиме обоените карти, всушност тоа го направија така и добри ентузијасти на социјални мрежи. Добри ентузијасти, така што мислам дека математички прецизно се знае кој е победникот на овие избори, но она што е многу важно е дека ден после изборите веднаш сите се фатени за работа и сметам дека тоа темпо треба да продолжи, дури и да се зголеми, а динамиката која што ја налага владата да ја следиме сите ние како да кажам раководители на одредени институции за да може да го фатиме темпот од кој што е по европски стандарди, односно кој што ни го налага Европа дека треба да си ги завршиме домашните задачи. Нели беше премногу симптоматично што во рамките на кампања за локални избори главен пивар столб на опозицијата на СДС беше црвените линии на Венко Филипче, кои што меѓу другото и ден денеска не се доставени до Македонското собрание, помина еден месец и повеќе, но црвени линии во кои што тие поставија црвени линии за работи кои што тие ги дадоа под кирија и ги подпишаа, а не требаше да ги подпишуваат. Меѓу другото, и црвени линии во кои што од една партија која што освои 6 градоначалника, а имаше 16, што исто микробројка, сега има 6, која што ви постави услов до февруари да ги прифатите уставните измени. Повторно Монти Пајтон приказката, но еве, ќе ги прифатите ли уставните измени до февруари 26? Нашиот став е константен и непроменет. Па ќе кажам и председателот Мицкоски, министерот за надворешни работи, и сите ние кои што нели се среќаваме и со меѓународен фактор и пред граѓаните и со граѓаните секојдневно и така натаму, остануваме на ставот дека црвените линии се тие кои што ги поставивме одамна и нешто ни 0,00% нема помрднување од сето тоа, така што мислам дека и на опозицијата му е тоа јасно, но ете, еден таков дневен ефтин политички маркетинг можеби е да кажам, дел од фолклорот на политичката сцена, но пак ќе кажам, нашата цел не е формално исполнување на барањата, туку реалност да видиме дека нешто навистина има и ентузијазам и од другата страна да се реши проблемот. Така што верувам во одговорниот пристап и ја замолувам и исто така и опозицијата разумно да размислува на оваа тема. Ако во минатото беше дека се подпишува се и се што за да се прикријат внатрешните процеси кои што ги правеа задкулисно
прогнозат за весите и така натаму, дека сега е време да застанеме сите на таа црвена линија која се работи за сопствената држава, така што очекувам одговорност и разумно размислување и во тој домен. Мислам дека ние нема повеќе што да додадеме на таа тема, тоа се нашите позиции, остануваме така. Продолжуваме со дипломатска офанзива по светот и раскажување на она што е наша приказна, така што немам што повеќе да додадам на тоа. Ако на некого тоа се уште не му е јасно, еве жалам, може да и постојат социјални медиуми и платформи каде што може да се вратат изјавите, па да се слушне која е нашата црвена линија. Значи нема да ги прифатите до февруари како што налага Венко Филипче, така не? Не само што нема да ги прифатиме, туку и ние размислуваме на таа тема. Искрено кажано, каде ќе ни беше крајот доколку бевме унитарни во однос на националните прашања? Гледано од страна, еве ги нашите соседни држави, дали се работи за било што друго и во Бугарија, и во Грција, во Србија, во Албанија, па и на Косово, кога е национално прашање, сите се обединуваат околу тоа и нема мрдање. Ние сме единствената земја на Балканот и пошироко, каде што имаме опозиција која што секогаш, повторно ќе кажам, сипа песок во сојузничката осовина, но нели сватија каква штета им носи ова што го прават со бугарскиот предлог, односно француски демек предлог, тоа што го направи, не сваќаат како да сечат гранката на која што самите седат. Еве ги резултатите, последни се најдобар пример за тоа. Да не испадне на крајот повторно она што го кажа и премиерот Мицкоски, дека некои ковчежиња со пари некој примил, нема никаква друга логика се тоа. Опозицијата има право на критика и јас тоа совршено го разбирам, но мора да има дебата која што ќе биде навистина аргументирана пред се и државничка. Тоа е нешто за кое што ние се стремиме. ВМРО ДПМН е државничка партија, впрочем темелите на македонизмот се во ВМРО ДПМН, така што мислам дека нема што понатаму ние да разговараме на таа тема. Уставните измени не се диктати, тука така и треба да се свати сето тоа. Туку резултат на еден преговарачки процес на кој што треба да се седне и да се разговара. Ние имавме повеќе иницијативи тоа да го направиме, не беа прифатени од другата страна, така што ете таа европска перспектива можеме во моментот се гледа дека нема некој позитивен сигнал. Значи европската секако иднина бара компромиси, но не и откажување на националниот идентитет. Тоа го повеќе наврати го кажавме сите ние. Така што мислам дека сме доста јасни во тој домен. Опозицијата може и понатаму да измислува и пресконференции, да излегува со разни небулозни изјави, но тоа е што е, ние не се помрднуваме од таа позиција и мислам дека политичката одговорност денес ќе ја едноставно дефинира позицијата за земјата утре, така што нема што понатаму да разговараме на таа тема. Тие црвени линии се одамна, пак ќе кажам, поставени и ние нашиот став е тој. Дали Европа не ги сваќа овие работи или под притисок на оноа палаво дете што го имаат Бугарија во овој случај, го прави тоа што го прави поради притисоците од нивна страна? Сепак зборуваме за земја членка, која што геостратешки се наоѓа на Черното море, која што сега е многу битно во однос на некои случувања во Украина и слично. Најголемиот дел од оружјето во Украина е дојден од Бугарија. Многу работи се за да имаат високо и непотребно реално ниво на толеранција европјаните, но еве ти си во контакт постојано со нив, сваќаат дека таа приказка. Мислам дека нашите позиции се доста јасни. Тоа и Кошта го имаше во неколку наврати во неколку изјави, дури и други европарламентарци кои што нели ја разбираат суштината на нашите црвени линии, на сето она кое што ние како надворешна политика го сработивме. Впрочем и тоа беше нотирано во извештајот на Европската комисија дека надворешната политика е усогласена со европската политика, така што ние го сработуваме се она кое што е навистина позитивно за македонските граѓани и не планираме да имаме уназадување во одредени реформи, односно во реформите кои што секако дел од таа домашна задача. Имаше и такви еврокомесари кои што ја негира целата приказна дека ние сме успешни или ние сме криви за некаков си спор, но мислам дека полека на сите им станува јасно. Многу е важно кога ќе седнете на маса, да отворено да разговарате за вашите аргументи, не да се криете под превезот на сопствените скандали дома, како што тоа беше во минатото. Тие сега
сакајќи да ги скријат собствените скандали, потпишуваа се, бланко листови и така натаму, така што мислам дека тоа е веќе минато и не треба да се враќаме назад, треба сите да извлечеме една поука дека тоа не е добар пат за водење на надворешна политика, ниту пак на држава и да се фокусираме на така еден позитивен пристап кон сето тоа. Ке зборуваме и на други теми, оние најнови шеми што се вртат во Европската Унија за Европа во втора, трета брзина, за придружни членки, дури се оди дотаму на Европската Унија, за денешните кандидати зборуваат. Ке зборуваме и за реформите кои што се изведуваат сега во моментот, за сето ова повеќе од Викторија Треков. Ние одиме со куси од блок реклами, се враќаме веднаш по нив, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Викторија Трајков, заменик министер во европски прашања. Зборувавме за извештајот. Имаше една небулоза, можеби, гледано од страна, како и да гледа, кој да не разбира толку, ќе рече како може Македонија да биде во иста група со Босна и Херцеговина и со Косово. Не. Македонија е значително напред во процесот на пристапување. Ние веќе ги започнавме преговорите и го поминавме скринингот и тоа нели го препознава нашиот напредок и стабилност во тој поглед. Секако сите земји од Западен Балкан некако не третираат како еден голем пакет кој што треба да се интегрира во големото европско семејство, но вистината е нешто сосема подруго и тој кој што сака да чита и да свати е дека на пример ние сме многу напред пред Албанија во оценките, дури во 8 области сме точно пред Албанија. Иако некои од еврокомесарите, како што кажав на почетокот на интервјуто, дава едни подруги изјави, но не е така. Кога ќе се анализира состојбата на државите кој каде до каде и колку е спремен, најпрво со најголема оценка е Црна Гора, после тоа сме ние на второ место и Србија, а Албанија, Босна и Херцеговина и Косово се некаде таму на некое трето, четврто, пето место, така што не е точно дека Македонија, не знам, во групата со Босна и Херцеговина и Косово, напротив, ние сме да речеме ајде втори по успешност од таа група. Тоа е патот што не извојува нас како лидер во регионот, навистина се трудиме, иако имавме доста предизвици во минатото и преспански договор и не знам, смена на името и доста други жртви кои што ги направи државата, кај нас се знае билатерализирање на самиот процес, така што тука се гледа некаде проблемот зашто ние не сме дел од Европска унија, не е точно дека не сме ги сработиле реформите како што треба. Си стои на хартија, така што пак ќе кажам, ако на некој му се чита, јавно достапен податок е извештајот последен. Некои од еврокомесарите ја ставија Албанија на второто место пред нас или сепак не е така? Да, многу од еврокомесарите навистина не сакаат да видат некои работи. Например, имаше случај каде што во изборен процес се затвараа медиуми, нешто што е небулозно во една демократија, на едни европски вредности кои што сите заедно сакаме да ги постигнеме, без разлика дали тоа ќе биде кај нас или во другите земји. Така што мислам дека во овој процес треба да бидеме отворени, транспарентни и реални и да кажеме дека Македонија навистина е после Црна Гора, која што е како една од или најуспешна земја од реформите, а ние сме некаде на второ место. Многу поназад се останатите држави, Албанија исто така е многу поназад, така што мислам дека е до перцепцијата кој колку сака да види нешто. Оние небулози со ставање на Украина и Молдавија, но Украина да се стави пред Македонија во однос на евроинтеграциите, тоа го правеа некои еврокомесари во минатото, неколку пати го спомнуваат, тоа тука е политичкиот момент доаѓа во Да, мислам дека војната која што им се случи и жртвите кои што тотално непотребно изгина во една таква воена состојба и така натаму, и добро е што најдоа модалитет како да и се помогне на една земја како Украина и го поддржувам тоа во секој случај, но не е точно дека Македонија не си ја сработила домашната работа и затоа мислам дека отворено и транспарентно кога веќе се даваат извештаите и патоказите до каде сме ние, треба да видиме суштината дека ние навистина посветено си ја работиме работата. Имаме напредок во доста, пак ќе кажам, области и дополнително посветено имаме во план до крајот на 25-та, па динамика и план во 26-та што треба да сработиме, така што објективноста е навистина една позитивна работа и е секако една европска вредност која што треба сите заедно да ја почитуваме.
Што стана со оние кулуарски муабети, можеби повеќе би рекле, дека ќе го искористиме моментот на Украина, односно Европската унија гледајќи дека нема шанси Украина да влезе, имам неколку противници, не е само Унгарија на влезот на Украина каква што е во Европската унија, бидејќи со тоа ќе стане и безбедносен проблем за тие најблиските држави што се до неа, нели? Но муабетот беше и дека поради тоа и квалификуваното мнозинство, односно неможноста секоја земја како што сега прави да си го искористи правото на вето, односно со квалификувано мнозинство, тогаш ако повеќето се за, нели, влегува работата каде што треба, односно и Македонија со тоа би можела да влезе. Има ли информации на ова поле или остана само шпекулација? Остана шпекулации, различни новинарски текстови, иако имаше некоја едно време и активна дебата за некакво си, не знам, фазно влегување, односно фазен пристап во Европската унија, односно постепено да се навлегува, што значи тоа? Тоа значи пристапување во одредени политики пред формалното членство со право на глас или не. Но мислам дека сето тоа е во моментот статус кво, затоа што фокусот е секако на Украина и војната која што се случува таму, се има активна дебата да се најде некакво си решение, да може сето тоа да заврши, но еве гледаме дека веќе трае трета година и мислам дека тоа не е добро за ниедна земја, не само за Украина. Така што мислам дека активно и ние влеговме во, да речам, во таа помош кон Украина и го поддржавме сето тоа. Се она кое што е како кулуарски муабет или новинарски текстови, мислам дека остануваат во таа фаза, затоа што за сега нема конкретна информација дали веројатно или да или не ќе има некое фазно пристапување на членство во Европската унија, но пак ќе кажам, ние треба домашната работа да си ја завршиме, за се останато ќе видиме понатаму. Токму на оваа тема и денеска пишуваше еминентниот бриселски политико, кој што навести такво нешто за земји од втор ред, да не речам, кои што нема да ги имаат правата како постојните членки, односно немањето право на глас. Наеднаш имаше и реакција остра делумно и од самите еврокомесари. Мартакос кажа дека не е такво нешто возможно. Се појавија и други и експерти неименувани, како што знаат да си користат, дека тоа не одговара, но се разви она идеја за така наречени придружни членки, добивање на статус на придружна членка, која што во превод би била како сегашниот кандидатски статус. Ние со кандидатскиот статус стануваме еден вид на придружни членки, имаме поинакви релации со Европската унија. Има ли шанси вакво нешто придружни членки? Овој модел може да биде позитивен, бидејќи овозможува побрза интеграција на земјата. Така и Рама изјави дека не е против. Да, не е против и сметам дека можеби таков модалитет некаков ќе го прифатат и останатите земји, затоа што добро е да бидат, сега е, да речеме, една фаза на отворање на фондовите кои што може да ги користат граѓаните во различни области, а тогаш би било малку повеќе до отварање на тие европски фондови, така што веројатно бенефитот ќе биде позитивен за граѓаните, односно ќе го искористат граѓаните во таа фаза, но за сега останува само на новинарски или полуполитички текстови и изјави, така што конкретно за сега немаме најава. Меѓутоа, ние сме спремни во секој момент да пристапиме на било каков процес кој што достоинствено ќе значи членство на влез на Македонија во големото европско семејство, без менување на разни национални работи, а од друга страна апсолутно почитувајќи ги нашите црвени линии. Како тече реформската агенда во Македонија? Реформската агенда е добра. Ние имаме навистина исполнето доста чекори. Во моментот се работи интензивно на реформите поврзани со правосудството, со јавната администрација, со дигитализацијата, енергетиката и животната средина. Подготвуваме и нови мерки за деполитизација на јавниот сектор, нешто за кое што уназад години 20 веќе ја добиваме негативна оценка во поглед на јавната администрација и така натаму. Но исто така и во транспарентноста на јавните набавки. Навистина го сменавме многу во јавните набавки, ако порано беше тоа случај да се договараат тендери во 4 очи, сега е навистина тоа отворено и транспарентно и може јавноста да си го провери, да види каде одат парите на граѓаните. Се работи на дигитализација на јавните институции, затоа што и претходно ние кога ја подготвувавме самата програма во текот на кампања, видовме дека еден од поголемите проблеми и извори на корупција е всушност ситната, ако може да се каже ситна корупција во институциите за, не знам,
знам, вадење на извод на матична книга, за возачка и така натаму, така што тие јавни институции во тој поглед, односно во областа на дигитализацијата имаме и во тој домен напредок, а во дополнително она што ни е нас пропишано како дел од реформската агенда и енергетската транзиција, на која што навистина посветено работи Министерството за енергетика периодов, а и реформите во образованието и владењето на правото навистина се во нашиот фокус. Така што еве така како еден дел, една целина наречена реформска агенда, се работи паралелно, се работат сите процеси. Мислам дека сега добро се движиме и сметам дека македонските институции имаат капацитет, можеби помалку кадар, но тие луѓе кои што работат по институциите навистина посветено и транспарентно си ја работата. Како гледаш на последната афера која што покажа дека и може веднаш да се действува, зборувам за злоупотребата на ИПАРД, средствата европски пари сепак? Јас ќе го оставам тоа истражните органи да си ја завршат својата работа. Сметам дека секој некој што го злоупотребува јавниот систем, македонскиот систем, парите на македонските граѓани, треба соодветно да биде казнет, без разлика дали тоа се работи за функционер или обичен човек, сите треба да бидеме еднакви пред законот. Всушност тоа е и стремежот на нашите аспирации кон Европската унија, сите да бидеме еднакви пред законот, така што и да се воспостави оно кое што истражните органи ќе го донесат како заклучок, сметам дека треба да се испочитува и да бидеме и понатаму отворени и транспарентни како јавни институции, така и како функционери кои што сме задолжени за одредена област и охрабрувам секој оној кој што смета дека некаде е злоупотребен како граѓанин на оваа држава да пријави до соодветните институции доколку нешто смета дека треба да се пријави, има докази за тоа, понатаму истражните органи ќе си ја завршат својата работа. Сепак може ли да се констатира дека има разлика пред и потоа, зборуваме за 30 пресконференции кои што тогаш како опозиција ги држевте за Димова, за Рашковски, за кого веќе не, за да допре тој некако глас, па да некој отвори нешто, зборуваме за стотици илјади евра кои што отидоа во неповрат, па сега ќе се врат, па минимални казни имаше како и да е, но не е иста ситуација. Во случајот председателот на владата побара веднаш да се прекине исплатата на ИПАРД средствата, додека не заврши истрагата. СДСМ тврди прости Брисел ги прекинал. Спекулација. Мислам дека никој веќе сериозно не ги сваќа, но како и да јас сега ќе ја кажам таа страна која што нели е објективната и како што е. Всушност имаше и делегацијата на Европската унија изјава со поздравување на потегот дека треба да се замрзнат моментално исплатите додека не заврши истрагата, така што сметам дека разликата ја гледаат македонските граѓани. Немам што повеќе да додадам на таа тема. Ние веднаш после сето тоа што се случи ги прекинавме исплатите и дури не заврши истрагата, сметам дека ќе биде така. Така што секој оној кој што пак ќе кажам смета дека е злоупотребен од системот, може да пријави до надлежните институции злоупотребата и понатаму да си постапи правото и конечно во оваа држава, во ова македонско судство да си ги засука ракавите и да ги казне сите оние кои што го злоупотребуваат системот. Ти благодарам што беше. Благодарам на поканата. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.